Бајколент. Аудио бајке. Храбро врапче. Во едно тивко мало, зад старите црвени покриви и високите оџаци, живееше едно малечко врапче по име Чик. Чик беше најмалото врапче во јатото. Имаше ситни крилца и глас што често му се губеше меѓу посилните чурулици на другите. Секое утро врапчињата се собираа на големото дрво и зборуваа за тоа колку високо ќе летаат тој ден. Јас ќе летам до реката, се фалеше едното. А јас до највисокиот облак, велеше другото. Кога Чик тивко ќе речеше, и јас сакам да летам високо, другите само ќе се насмевнеа. Ти, се смееа тие, ти си премал, подобро остани блиску до земјата. Чик ја наведнуваше главата. Понекогаш и самиот почнуваше да се сомнева. Можеби навистина не можам, си мислеше. Но секоја вечер, кога сонцето заоѓаше, Чик вежбаше. Леташе сам, од ограда до ограда, од гранка до гранка. Паѓаше, стануваше, повторно се обидуваше. Никој не го гледаше, но тој не се откажуваше. Еден ден, силен ветер го зафати маалото. Едно врапче од јатото се изгуби високо меѓу облаците и не знаеше како да се врати. Сите гледаа нагоре, исплашени и збунети. Чик го почувствува срцето како му чука силно. Беше уплашен. Но нешто во него шепна. Верувај си. Со треперливи, но храбри крилца, Чик полета. Леташе повисоко отколку што некогаш замислувал. Ветерот го туркаше, но тој не застана. И успеа. Го најде изгубеното врапче и го донесе дома. Кога слетаа, сите молчеа. Потоа некој тивко рече: Чик, ти беше најхрабар од сите. Чик се насмевна. Не затоа што другите конечно веруваа во него, туку затоа што тој научи нешто многу важно. Кога веруваш во себе, можеш да полеташ и тогаш кога другите мислат дека не можеш. И од тој ден, Чик се уште беше малечко врапче, но со голема самодоверба во срцето. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.